Есма Реджепова Теодосиевска ја прими наградата за животно дело во име на починатиот сопруг Стево Теодосиевски, со што општина Кочани му оддаде највисоко признание на својот сограѓанин, кој градот и државата ги прослави ширум светот. На свечената седница на Советот на општина Кочани низ краток приказ беа представени постигнувањата на големиот музичар, педагог и хуманист, кој потекнува одовде и целиот свој живот не ги заборави сопствените корени, постојано навраќајќи се во градот. Неговата животна сопатничка изрази благодарност за признанието и рече дека, иако не потекнува одовде, горда е за сите успеси што ги бележат градот и општината. Кога слушам на телевизија нешто се прави за Кочани и нешто се обновува, се работи, се радувам исто као Кочанка, се осеќам, затоа што многу луѓе ме прашуваат многу пати, викат, ви од Кочани ли сте родени, пошто го стават со Стево и мислат дека јас сум од Кочани. Ја благодарна сум за ова признание големо што го додели за Стево Теодосиевски, еден од најхуманите луѓе и најдобар педагог, музичар, маж, другар, све, кој е направил стварно доста да се чуе музиката во целиот свет. Наградата за значајни остварувања за развојот на општината меѓу двете петровденски празнувања годинава ја понесоа членките на женскиот фудбалски клуб Кочани, шампиони во првата македонска фудбалска лига за жени на Македонија. Во името на управата, стручниот штаб и председник на девојчината, јавно да ви се заблагодарам за укажаната чест оваа година женскиот фудбалски клуб Кочани да биде дел од наградените овој голем христијански и општински празник Петровден. Со надеж дека резултатите што ги постигнавме оваа година ќе продолжат и во идната година и на едно уште повисоко ниво. Уште еднаш ви се заблагодарувам и оваа награда ќе представува поттик и мотив за повисоки дострели во годините кои што предстојат. На свечената седница градоначалникот Димитровски направи кратка ретроспектива на постигањата во општината и нејзиниот развој во текот на изминатиот едногодишен период. Во главно се работи за капиталните проекти кои што се во општината Кочани. Тоа е атмосферската канализација како предуслов за целосното решавање на отпадните води во општината Кочани и мислам дека не го спомена во моето излагање отпочнувањето на работите на Оризарска река и можеби најбитниот момент е странските инвестиции и рестартирањето на Руен. На свеченоста беше доделено и општинско признание за искажана несебична помош и хуманост на Милан Гошев од Оризари, возач во Кочанската болница, кој помогнал во спасувањето на повредените деца во сообраќајната несреќа на 1 мај минатата година, кога во близина на Оризари се преврте трактор. Исто така, признанија им беа доделени и на најдобрите ученици на генерацијата во основните и средните училишта, при што наградени беа Ангела Крстова од Средното општинско училиште Гошо Викентиев, Душко Зашев од Средното општинско училиште Лјупчо Сантов, Тијана Јовик од Основното училиште Никола Карев, Благица Арсова од Основното музичко училиште Ристо Јуруков, Лилијана Стоилова од Основното училиште Раде Кратовче, Љупка Коцева од Основното училиште Свети Кирил и Методи, Никола Стојчевски од Основното училиште Крсте Петков Мисирков од Оризари и Бојана Китанова и Марина Панова, ученички во Основното училиште Малина Попиванова.